Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Околу 8.000 евра се движат загубите на јавното предпријатие во Облешево од појавата на болеста јазлеста кожа кај добитокот. Толкава е грубата проценка на предпријатието, од каде што велат дека покрај загубите дојде и до големо намалување на сточниот фонд за дури 80%. Иако сега ја нема, сепак сточарите имаат огромни загуби заради појавата на болеста јазлеста кожа, но дел од уништеното им е исплатено од страна на владата. Поголем проблем е тоа што јазлестата кожа предизвика намалување на сточниот фонд за дури 80%, а со тоа јавното предпријатие во Облешево претрпе огромни загуби. Голем дел од сточниот фонд знаеме дека се уништи, тоа е одраз на нашите финансиски средства. Така да со болеста јавното предпријатие претрпи големи, огромни штети, па да не речем многу, околу можда 7-8 илјади евра во загуба сме. Околу тај дел никој не се погрижи да не праша дали, што и како сме ќе се оправдаме со тие средства, како ќе ги надокнадиме. Ние имавме околу 150, 200, 250 грла имавме на еден пазар. Сега 20, 30 до 50 грла се максимум од пазар. Јазлестата кожа не влијаела на продажбата на ситниот добиток, велат сточарите, туку ниските температури кои што предизвикале голема смртност и намалување на стоката. Загуби имаше од мразевите што беа јануар, нели, минус температурите што беа испод нула. Имаше голема смртност кај прасињата и се намалија многу, значи бројчано. Од нормалниот, значи што беше 9 до 10, нели, постотен тоа што е прираст на прасињата, сега се намалија. Значи од 10 прасиња, скоро 3-4 има изумрено тие од мразевите, од стодовите. Раководителот на пазарот Николов додава дека важи апелот до луѓето кои што имаат ситен добиток да отворат фарм регистар, да си ја обележат, регистрираат и вакцинираат стоката, за да истите си бидат легално маркирани и заштитени и оние кои што ќе купат да имат евиденција за заштитен добиток. Ова се апелираше и поодамна, додава Николов, но сточарите тешко го прифаќаа во целост. Николов додаде дека за секое регистрирано ситно животно државата субвенционира како за крупниот добиток. Ке се поправаат оштетените реквизити на спортските терени кај гимназијата и во спортските сали во Кочани, зашто општината ќе потроши над 5500 евра. Сепак, со тендерската постапка не е опфатена и подлогата од вештачка трева, што е оштетена и неопходна е нејзина замена. Локалната самоуправа на Кочани планира да потроши над 330.000 денари за да ги санира оштетените реквизити на двата спортски терена кај гимназијата Лјупчо Сантов, како и во спортските сали што се под надлежност на училиштата. Со овие пари, според техничката спецификација на тендерската постапка што веќе заврши, предвидено е да се набават нови мрежи за головите и за кошевите, да се префарбаат стативите и да се заменат оштетените и искршени обрачи и табли, како и да се санира искинатата заштитна мрежа околу асфалтните терени за кошарка и мал фудбал. Во спортските сали пак, освен замената на некои од оштетените реквизити, во најголем дел парите се наменети за поправка и набавка на нови елементи во санитарните јазди. Сепак, и покрај очекувањата и најавите, нема да се санираат оштетувањата на подлогата од вештачка трева за фудбалското и кошаркарското игралиште кај гимназијата. Во спецификацијата на тендерската постапка никаде не е наведено дека ќе се набавува нова подлога, како што на последната седница на Советот вети првиот човек на општината. Дел од работите се веќе превземени, дел од работите се во тек, оние што се поголеми преку тендерска постапка. Очекуваме да бидат завршени сите детски игралишта, сета урбана опрема, збориме за клупи секаде во градот, а оние кои што се на тендер ќе си течат редовно, како што е, например, замената на вештачката трева во дворот на гимназијата Лјупчо Сантов и Свети Кирил и Методи. Слично ветување Димитровски даде и пред 3 години, кога рече дека ќе се преземат мерки состојбата на игралиштата кај гимназијата да се подобри. Очекувам дека ќе обезбедиме средства за наредна година, заради тоа што толку му и векот на траење на таквата вештачка подлога 5 години. Очекувам дека наредната година ќе го смениме комплетно ова, барем едното игралиште, она што е фудбалското, а додека кошаркарското ќе остане за понатаму. За реконструкцијата на двата спортски терена, што беше направена во јуни 2009 година, од локалната самоуправа тогаш рекоа дека биле инвестирани 20.000 евра.
Токму поради тоа, сега се јавува дилемата како со 4 пати помалку пари можат да се санираат оштетувањата на овие игралишта, како и на опремата во спортските сали. Брзината на управување со моторни возила е главната причина за зголемениот број сообраќајни несреќи во регионот. Според податоците на секторот за внатрешни работи, најголем број прекршоци кај возачите се регистрирани токму за таквото непочитување на законските одредби. Брзото возење и во населените места и на отворен пат е водечка причина за порастот на бројот на сообраќајни несреќи во источниот регион, што ги регистрирале надлежните полициски органи во првите 3 месеци од годината. Во повеќето од несреќите засега како последица немало жртви, но евидентирани се повеќе лица со тешки телесни повреди, а причината е и голема материјална штета кај возилата и кај урбаната и друга опрема покрај коловозите. И според анализите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, возењето со брзина што е поголема од пропишаната е главна причина за сообраќајките и на државно ниво. Морам да истакнем дека брзината на движење, односно непочитувањето на брзината на движење се наметнува како еден од круцијалните, да не речам доминантни фактори за случување на сообраќајни незгоди. Контролите на сообраќајната полиција на патиштата во регионот покажуваат дека возачите не ги почитуваат сообраќајните знаци и подеднакво брзо возат и по градските улици, но и на отворен пат. Поради тоа против нив се преземани и законски санкции. Од извршената контрола 50 возачи ја пречекориле брзината на движење во населено место, додека 22 возачи ја пречекориле брзината на движење надвор од населено место. Санкционирани се 72 возачи кои го сториле овој вид на прекршок, што укажува на фактот дека дел од возачите не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Од почетокот на овој месец, само на подрачјето што го покрива полициската станица од Кочани, се случија неколку потешки сообраќајни несреќи, од кои во 2 на улицата Киро Кикенски имаше и 2 лица со сериозни телесни повреди, поради што тие завршија на лекување во клиничката болница во Скопје. Според увидот на полицијата, главна причина поради која се случиле сообраќајките било брзото возење и покрај ограничувањето на брзината на движење во населено место. Поради тоа, надлежните најавуваат зголемени контроли и ригорозни казни за прекршителите. Информирање на ромската заедница за нивните основни социјални права, обврски, можности и закани беше темата на трибината во Виница во рамки на проектот Мрежа на ромски граѓански организации, одговор на ромска заедница, финансиран од Европската унија. Јавната чистота во ромското мало во фокусот на трибината со локалните жители, запознавање со правата, но и со обврските кои што мора да ги почитуваат, а се во нивни интерес и интерес на пошироката заедница во овој град. Темите кои што се организираат на сите тркалесни маси, вклучително и на ОА, е слободна и локалното население, односно локалните граѓански организации, невладини организации ја бираат темата. Мене ми е драго што овој пат е одбрана темата комуналната и еколошката чистота во Виница. Социјалниот аспект е неизбежен во оправдувањето на секоја постапка надвор од општествените норми и правила, па и неизмирувањето на натрупаниот долг за вода и ѓубрарина. 80% од ромите се социјални случаи, така да они немаат услови за плаќање ни на вода, а ни пак да строи и некои други давачки јавни кои се во општина. Но имајќи го во предвид повеќе годишното континуирано бесплатно едуцирање на ромските деца, како и големиот број проекти за возрастните роми, резултатите веќе треба да се почувствуваат во сите сегменти од нашето заедничко живење. Едукацијата, ако зборуваме во делот на образованието формално и неформално, да, направење придонес и заеднички го имаме направено тој придонес. Инаку, ова е втора во рамките на 20 трибини што се планирани за Виница и уште во 9 градови од државата, а како дел од проектот Мрежа на ромски граѓански организации, одговор на ромска заедница, финансиран од Европската унија. Граѓаните на Кочани понатаму даваат подршка на иницијативата за заедничка Македонија со одржување протестни собири.
Според нив, на тој начин се спротивставуваат на обидите за воведување двојазичност и губење на унитарноста и суверенитетот на државата. И во Кочани, како и во останатите градови во државата, продолжуваат протестните собери и маршеви на иницијативата за заедничка Македонија. Во понеделникот попладнето, граѓаните повторно тргнаа од градскиот парк по улиците на градот, при што ги упатија пораките за зачувување на унитарноста на Македонија и дека со изразувањето поддршка застануваат во одбрана на државата, не дозволувајќи нејзино распарчување и распродавање. Пред присутните зборуваше Славица Цветкова, професор по македонски јазик во пензија и поет, која рече дека е важно да се сочуваат сопствениот македонски јазик и писмо и да не се дозволува воведување на албанскиот за втор службен јазик. Јас за вечерва не подготвив говор, но она што сакам да го порачам за нашата Македонија, за нашиот јазик, за нашето име се содржи во моите песни. Значи, јас вечерва ќе ви се обратам со моите стихови. Тука, на Балканот, слобода си, Македонијо, земја моја драга, гордо се вишнеат кон небото, особово, шара и стогово, на нив нашето знаме македонско. Брегалница, Радика, Вардар, Треска и сите твои реки спокојно жуборат и песни пеат. Во срцете на место чемери јад, среќа се ори, ораз се беат, ораз се водат вити, под сонцето слободарско што не милува и грее. Тука си, моја си, вековите денес си. Протестот на граѓаните од Кочани, кои ја поддржуваат иницијативата за заедничка Македонија, заврши пред споменикот на Никола Карев во паркот на Револуцијата со интонирање на македонската химна. Од вкупно поднесените 2079 барања за легализација на дивоградби во општина Чешиново, Облешево, решени се само мал дел или вкупно 466 предмети. Одбиени се 13 барања поради несоодветна документација. Останува во наредниот период да бидат решени и оние дивоградби за кои граѓаните поднеле соодветна документација. Во општина Чешиново, Облешево, до крајниот рок во оделението за урбанизам доставени се вкупно 2079 барања за легализација на дивоградби, од кои 1881 се доставени во првиот рок, додека во вториот продолжен рок, заклучно со 2016 година, доставени се уште 198 барања. Доставените барања, 466 предмети се решени, додека 13 барања се одбиени поради несоодветна техничка документација или не ги исполнуваат критериумите од урбанистичките планови. Останува во наредниот период во општината да бидат решени и оние дивоградби за кои граѓаните поднеле соодветна документација во законски определениот рок до крајот на минатата 2016 година. Следува информацијата од спортот. Екипата на Унипап доживеа нов пораз на домашен терен од Кратово во рамки на 18-тото коло од втората футсал лига. Со тоа, од досегашното 6-то се спушти едно место подолу на табелата со освоени 17 бода. Екипата на Унипап доживеа пораз од 10:7 како домакин на надпреварот со Кратово во 18-тото коло од втората футсал лига. Ова е втор неуспех поред за нашите фудбалери на домашен терен, а трет во серија, откако во двете кола претходно слично поминаа и со штипскиот Стибо, кој ги победи со 8:3, како и со Овчеполе, од кого претрпеа пораз со сличен резултат. Кратовчани во Кочани дојдоа со цел да ги освојат бодовите, имаа поголема желба за тоа и со прикажаната цврста и агресивна игра успеаа во намерата. Со оглед што се борат за освојување на првото место на табелата, можеше да се очекува дека средбата ќе биде тешка за нашата екипа, која и покрај постигнатите 7 гола
на крајот мораше да го прифати поразот од подобриот противник. Тоа е потврда дека тимот од Кратово заслужено е на врвот и покрај Астибо е еден од конкурентите за пласман за повисок ранг на надпреварување. Со новиот пораз и освоените 17 бода, екипата на Унипап од досегашната 6-та се симна една позиција подолу на табелата. Нова тешка задача за нашиот футсал тим му престои во наредното коло, во кое ќе гостува во Штип против Мал Ајакс, кој во моментот е четврто пласиран. Надпреварот е закажан за сабота со почеток од 18 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.